Денеска мојата маса е зелена и баш е многу пролетна и јас решив да бидам координирана во бојата, а Бебел се погрижи да ми донесе зелена маичка за да можам да направам баш координирана представа денес за вас. Денес ќе ви подготвам, ги разгледував емисиите на YouTube и оно се што сме ставили. Гледам дека низ многу емисии сум ви ветила дека ќе ви ја направам пилешката супа. Јас правам многу убава пилешка чорба, која внатре содржи различни состојки, а јас гуснувам со банана. Гледам дека многу пати сум ви ја ветила, ни 120 емисии или колку имаме, веќе не може не ги ни бројам, не сум ви ја направила. Денеска решив да ви ја подготвам пилешката супа, а дополнително да ви го подготвам задолжителното јадење кое го правам бидејќи сум направила пилешка чорба. Јас сум голем фан на оваа пилешка чорба, но отпосле не ја сакам кога имам многу месо. Едноставно месото ми останува неискористено, не можам да ставам 2 цели батаци внатре. Затоа го правам ова јадење. Ова јадење е нешто измеѓу зеленчук, пилешко месо, малку сос, малку павлака за готвење и една подпечена тава која може да биде совршен оброк за вас и вашите најмили. Ќе започнеме со подготовка на чорбата. Секоја убава чорба почнува со кромит. Јас имам тука половина главица кромит, односно цела имам тука, ма ќе искористам половина за оваа количина. И кромидот прво морам да намалам, бидејќи не сакам да ми изгори, сакам да остане бел и прозирен внатре. И ќе го пропржиме. Оваа чорба, морам да ви кажам дека излезе како комбинација од едно од дадилките која низ годиниве ги чуваше моите деца, се викаше Биле. И Биле многу често знаеше да направи за нив, за да јада додека сум јас на работа, пилешка чорба. Додека еден ден не ја прашав зошто е толку твојата различна од мојата пилешка чорба и ми кажа дека ја згуснува со интегрално брашно. Од тогаш, мислам дека ви ја покажав и рибјата чорба со интегрално брашно, од кога пробав како вкус и тежина дава, односно каква нишка најаткастост дава интегралното брашно пред белото, до сега немам во чорба употребено интегрално брашно. Масло, овој пат сончогледово. Ставете количина од прилика 5-6 лажици, бидејќи и пилешкото ќе испушти малку од својата маснотија. Ќе го пропржиме прво кромидот. Натиско убаво и споро. Промешајте. Моето зенчинивче од карес. Еден прстопат за да ја испушти водата. Не знам зошто толку сопствено, па навистина ми баш многу убаво ми легна во целиот процес на готвење. Како пауза, како мал одмор, ми доаѓа отварањето и затварањето. Инаку не знам дали знаете, Бебел од скоро имаат нова можност на нивните Facebook и Instagram профили, имаат со сопствена веб страна каде што можете онлайн да ги парачате сите работи кои се наоѓаат и побрзајте со парачките, бидејќи се што ќе дојде во понеделник, верувајте во среда го нема. Навистина имаат прекрасни работи кои треба буквално се изборите за да ги добиете, а веќе следната недела има друга роба на полиците, така што побрзајте со нарачките. Додека се пропржува кромидот, ќе го подготвам морковот. Класични состојки за една пилешка супа. Ставате морков, ставате целер, пашканат, односно се она што е состојка во една чорба, со тоа што јас сакам некои зеленчуци да ги сечам покрупно, некои да ги сечам поситно, односно со сечењето да си додадам дополнителна текстура во чорбата. Само кромидот цело време на око, не сакате ниту еден запечено парченце. Морковот ќе го исечам на мали куцки. Како кога би ставиле, нели, она супа од кесичка. Таму е морковот најситно исецкан. Секогаш кога беа децата мали, истава супа ја подготвував, така и дојде бананата во мојата супа пилешка.
ја подготвував во блендер, затоа што немав многу време нели да сготвам се што сакам, а сакав буквално да има чорба со оброк секој ден. Почнав да ја правам во блендер, односно со кратки трза и само кратко пуштање со пулсирање на блендерот, ќе го исечкам ситно целата содржина и никако не беа задоволни од текстурата, од чорбата, од тоа како изгледа и почнав да додавам банана внатре за да ја згуснам. И така излезе мојата позната чорба со интегрално брашно и банана. Од морковот. Јас сакам се да пропржам. Пропржувањето на сите состојки една по друга некако ми го интензивира вкусот, односно им го дава тој запржен вкус на сите зеленчуци отпосле. Можете доколку сакате поздрава варијанта да направите за вашите најмили. Може тоа директно да биде варење, значи само направете кромидот со брашнинцето, пропржете го малце, другото ставете го додека ќе додадете водата. Јас баш сакам на овој начин да го направам ова. Следно, пашканат. Ќе ставам убава баш количина, половина, ова е баш голем, денеска пакет МК има донесено многу свеж зеленчуки, зачински билки, не знам дали може да ги видите колку ми се прекрасни макдоносите и коријандерот. Овој пат има многу убав коријандер доставен, феноменален. Пашканатот сакам да го исечам на малку поголеми парчиња, заради тоа што ми се допаѓа неговиот поинтензивен вкус од морковот. Го сечам на полумесечинки. Често кога сакам да ја изменам оваа супа, односно да не биде секогаш идентична, знам да ја додадам и да ја збогатам со цели класчиња пченка, посебно кога ги имаме класчињата пченка, ги варам заедно во супата, а потоа ги служам како прилог на следниот рецепт кој ќе ви го покажам. Целерот не сакам да ми биде доминантен во оваа чорба. Еве гледате се полека, почнува да се пропржува, да губи од својата димензија. Целерот не сакам да го доминира, бидејќи ми има интензивен вкус, а пилешката супа јас ја сакам многу нежна, така што ќе ставам само малку, баш едно парче, еве, колкава парче ставам во супата, да го излупам. Него ќе го исечам на мали, исто така куцки, како морковот. Пропржете го и него да ја ароматизира целата содржина внатре. Има многу интензивен вкус, ама пилешка супа без целер по мене баш не е тоа што би сакала да биде. Имам 2 чешниња лук. Само да си ја најдам мојата омилена каре салатка за гмечење лук. Ова е млад и пролетен и баш е водест. Додадете го лукот во чорбата. Тоа е во сега мастрафот. 2 чешниња. Промешајте. И следно што ќе додадам ќе биде интегрално брашно. Интегралното брашно сакам да го додадам во маслото, малку да го пропржам на оној начин на кој подготвуваме ние сите запршка. Сега знам дека многу од вас не ја сакам ни јас, не ја користам многу често, многу ретко морам да ви кажам користам запршка, но начинот на кој се подготвува запршка ја користам за да ја подготвам оваа супа. Не знам дали може да забележите. Значи го пропржив целиот зеленчук, тој омекна, потоа го додадов брашното и дозволив да навлезе, да го облие целиот зеленчук внатре со брашното и малку само да се пропржи, односно да потемни, да испушти, да се активира таа јатка вкус на интегралното брашно.
И внатре ги ставам 2 копани, користете секогаш темното месо од пилето, бидејќи коските и сето она што го има во темното месо го интензивира вкусот. Ќе додадеме вода, за да не го пресечеме, имам бокал, ќе стоплам литар и половина. Ќе зачиниме со сув зачин, супа, македонска супа, барем без сув зачин, не знам дали може да има. Само го оставам да се стопли пилешкото, тоа ќе го вариме во супата, а потоа ќе го извадиме пилешкото и ќе го префрлиме. Истото пилешко ќе го искористиме за другиот рецепт, кој е тава со зеленчук во бел сос, можеби. Не користам фиде, исто така морам да ви кажам дека во супите јас не користам фиде, односно тестенини, сакам да користам секогаш просо, заради тоа што просото има многу неутрален вкус, а внатре го има како малецки тестенини, му доаѓа, му дава содржина на секој залак, на секоја лаџица, ја исполнува, ја згуснува целата супа, така што знам дека еднаш ви го покажав во рибјата чорба, а овој пат ќе го употребам и во мојата пилешка супа. Ќе го ставам да се грее и ќе ставиме вода. За оваа количина ви треба од прилика литро до литро и половина. Убаво промешајте. Нека проврие, ќе додадеме уште вода, затоа што сакаме убава и течна чорба. Во тоа време ќе ја спремам бананата. Потребна ви е една банана и таа ќе ја изгмечиме, нормално дека нема да биде како цели парченца внатре, заради тоа што ни треба да ни ја згусне чорбата, а не да биде доминантен вкус. Дополнително бананата има благост во себе, односно е блага, ќе додаде на вкус, секогаш шеќерот додаден во било каква, во овој случај овошен шеќер, го интензивира вкусот на јадењата и ги прави повкусни. Знам дека не е здраво, доколку меѓутоа една банана апсолутно знам дека нема да ви направи разлика. Земаме начинија. Ја префрлам бананата. Ќе изгмечам со вилушка и ќе ја додадам во чорбата. Искрено се надевам дека ќе дадете шанса на банана во пилешка чорба или во телешката имам пробано, не го прави баш така добар вкусот, заради тоа што телешката чорба имаме, нели сакаме да ја конзумираме со многу лук, а бананата со толку многу лук некако благоста на чорбата не барем мене не ми легнува, не знам, пробајте, кажете ми, можеби не сум ја нашла совршената рецептура, но во пилешката мислам дека мора да биде масто, нака да се стави како правило. Ја додадам во чорбата. И убаво ќе размешам за да се спојат сите вкусови. Не ставивме сол, за да видиме колкава количина ни останува. Јас мислам дека потребно ни е за оваа количина околу половина лажица сол, затоа што супата мора да ви биде баш солена, значи не може да ја блуткава, нема да ви се допаѓа, сигурно знаете дека треба да ја погодите точната количина на сол, да ја избалансира бананата и благоста на бананата и да ви даде убав вкус на храната. Ќе ставам бибер. Тоа се моите зачини, сол, бибер и сув зачин. Не користам други зачини во супата, дозволувам зеленчукот кој го ставивме внатре и пилешкото да го ароматизира и на крај додавам свеж макдонос и цедар. Ова ќе се вари околу 20 до 30 минути, вие ќе ме почекате за да ги сварам копаните, да ги извадам, за да можам да ви го покажам другиот рецепт.
супата ни е при крај. Односно, целата содржина е згусната, има убава текстура добиена. Сега ги извадам, затоа што јас ви кажав дека баш и не сакам супа, односно чорба која има многу меса внатре. Така што сега ќе си помогнам со штипалки. Ќе ги извадам копаните и ќе ги префрлам во една тава каде што планирам да го печам зеленчукот. Ова ви кажав, задолжително го правам секогаш кога имам пилешка чорба. Ако искористите, ставете повеќе копани, ќе ги тргнам на страна да ме почекаат, тие се веќе проварени, а едно копанче, ќе ви го покажам, еве го задржав. Ќе го оставам уште малку да се провари, а потоа ќе го иситнам месото внатре за да биде дел од целата супа. Ќе ставам на крајот убав грст Макдонос за да ја разубави, раззелени супата. Макдоносот секогаш додавајте го на крај, заради тоа што не сакате да му ги уништите сите убави својства кои ги има, не треба да се превари. Ќе тргнам на другата рингла, ќе дадам уште 7-8 минути да се довари, а ќе го искористам шпоретот за да можам да направам тава од зеленчук во бел сос. Мислам дека едната би ја покажав која ја правам од црвен сос, каде што користам кетчап, потоа ставам балсам моцет или се она што го збогатува зеленчукот, а ова е понежна, побела, убава тава која внатре ќе има различни зеленчуци. Во овој случај се ќе сечкам на големи крупни парчиња, заради тоа што сакам да ми бидат тие едноставно суштинскиот дел, а пилешкото да остане, си земете едно парче да си го раздробите во вашата храна. Имам еден убав голем морков, ќе го исечкам на кругови. Се малце ќе пропржам, значи само малку по некоја минута, односно додека сечам, ќе пропржам за да малку добие по запечен вкус. Да се разубави вкусот, синаш што ќе ставаме еден компир. Ќе го исечам во приближна димензија како морковот, затоа што така ќе се осигурам дека имаат еднакво време на готвење. Го ставам да се пропржи иста така. Баш една проста тава која не бара многу ниту внимание, ниту вештини. Имам половина брокула, ќе ја насечкам на убави големи парчиња. Затоа што сакам да биде баш исто суштински присутна. Мислам дека ова е доволна димензија. Брокулата одлично ќе се вклопи со кашкавалот президент, со павлаката за готвење која ќе ја ставиме. Мислам дека се доволни. Само малку да се стопли, да добие од вкусот на маслото, да и се интензивира вкусот и да добие баш допирна запржено. Зарем не изгледа прекрасно од старт, иако се само 3 состојки. Само малку да се пропржат, ќе ставиме малку сол. Ќе ставам малку сув зачин, за да ги спојам вкусовите. Ќе ставам лук, насечкан. И ќе ставам малку куркума, за да ми го ароматизира целиот сос внатре кој ќе го ставиме и она што сакам да го направам на крајот. Пред да ги испржиме сите работи, тоа што сакам да направам еден сос. Тој сос ќе го направам посебно во чинија. Го правам посебно во чинија, заради тоа што сакам на крајот да го прелијам
целото пилешко, целиот зеленчук и да го ставам малку во рерна да се подпече. Имам едно крем сирење Президент, кое е класик сирење, односно млечната варијанта, не оној кој е топен кашкавал. Ќе го искористам за да го направам основата на сосот, ќе искористам цело пакување. Кремасто е и нежно, има многу богат вкус и баш ги збогатува сите јадења. Имам една цела Президент павлака за готвење, ќе искористам целата, а ќе ги измешам павлаката и крем сирењето, убаво ќе ги зачинам со сол, со бибер, а потоа ќе ги прелијам врз зеленчукот, а зеленчукот ќе го префрлиме врз пирешкото и на тој начин ќе се осигураме дека се е убаво прелиено од убавиот бел сос кој ќе биде збогатен и ароматизиран од куркумата која ја ставивме. Значи 200 мл павлака за готвење Президент. Ставете ја во крем сирењето за да може убаво да ја измешате. Ќе ставам бибер во незе, така ќе се осигурам дека насекаде ќе биде ароматизирано. Президент крем сирењето не е многу солено, што мене посебно ме радува, како некој што не конзумира многу солени работи, многу ме радува што не е онака баш утепано со сирењето, затоа ќе ставам малку сол, затоа што имам огромна количина на зеленчук во тавата. Во сосот ќе додадам малку кари. Знаете дека карито им содржи голем процент на куркума, па ќе се спои со сето она што го ставивме во зеленчукот. Баба ќе го размешам и ќе го прелијам зеленчукот. Ќе додадам малку вода. Една чаша, за да може да ми се растопи сирењето и убавиот бел сос, тој ќе изврие. И прелите целата количина на зеленчук во белиот сос. Нема да му дадам време да се вари, туку директно ќе го префрлам врз тавата. Каде го ставивме пилешкото. Полека ќе си помогнам да го ставам насекаде, за да може да убаво се свари. Пилешкото ќе го оставам да дзирне, затоа што сакам да ја запече својата кора. Ќе ставам малку сув зачин врз пилешкото. Го попрскам со масло. Ќе нарендам овој пат. Сам дека е ова овчи Президент кашкавал. Врз целата количина. Убаво ќе се спои со млечниот сос кој го направивме. Ќе му ставам фолија. Тоа е знакот дека рибната е веќе стоплена, ја уклучив на околу 200 степени, ќе го измачкам малку кашкавалот и во соса, затоа што сакам да ми се спојат вкусовите, а сепак да имам запечени делови. Ќе ставам фолија заради тоа што ми треба паријата. Знаете дека не ставив многу вода, многу малку вода ставив, таа ќе испарува и ќе го винса зеленчукот. И оди во рирна од прилика 25 до 30 минути без со фолија, а потоа ја тргаме фолијата и оставаме да се запече уште 10 минути. Пилешкото е веќе сварено, сега треба само да му се интензивира вкусот со сето она што го ставивме. Се гледаме на крајот со двата рецепти. Се ни е готова.
Ни треба отприлика 1 час за да го подготвиме. Во суштина спремањето е некаде 15 до 20 минути, но му треба време да се подготви, сепак се работи за подолг процес за готвење. Чорбата е веќе готова. Само да ја сервираме. Густа е, не знам дали може да се забележи дека е баш густа и фина во богата. Парчето месо што го оставив натре, го раситнив, не знам дали може ќе земам една лажица ќе ви покажам. Не знам дали гледате, има парченца пилешко месо и целата содржина што ја ставивме. На крај ќе ставиме малку свеж макдано за да ни биде свежина и ставиме капка маслиново масло. За да биде убаво и вкусно. Ова е тавата за зеленчук, си уште е многу топла. Ќе се обидам да извадам еден дел да ви покажам. Ова ни е пилешкото кое е веќе подпечено, има формирана убава кора, малку од кашкавалот е запечен. И ќе му да дадеме од зеленчукот. Кој е веќе готов и сварен во преубавиот бел сос. Бонина мириса, веќе е тука за да проба. И на крајот сакам се една лажица. Секогаш сакам од убавиот сос кој не знам може дали може да забележите дека го има во изобилие во тавата. Убаво да го прелијам и пилешкото и зеленчукот. И тоа беше се за денес. Се надевам дека ги исполнив очекувањата за долгозборуваната пилешка чорба и рецептот кој може да го направите со месото кое ви е потребно за да ја подготвите чорбата. Ние се гледаме веќе утре. Им благодарам на нашите пријатели Карес, Президент, Пакет, МК, Бебел, кои цело време ми дозволуваат да бидам креативна во кујната и да правам убави рецепти. И останете ми добро и бидете креативни во кујната. Искористете ги услугите на нашите пријатели, ќе видите дека се работи за едно исклучителни професионалци. Останете ми добро и уживајте во прекрасната гледка на готовото јадење.